Стартуваа обуките во новиот кабинет, односно така наречениот тренинг центар за пракса и обука на идни млади кадри во Средното училиште Гошо Викентиев. Станува збор за обуки кои се дел од заедничкиот проект на училиштето и Амфенол Технолоджи Македонија под наслов "Од образование до вработување". Преку проектот, кој е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, се обучуваат лица кои подоцна ќе бидат вработени во компанијата Амфенол. Бенефитот е обостран. Училиштето ќе им обезбеди нови млади кадри способни за работа во фирмата, а од Амфенол ќе им понудат усовршување преку обуки и најсовремени методи на работа и сигурно вработување. Мислам дека ова е еден одличен повод и мислам дека е проект кој што ќе помогне на сите чинители кои што се вклучени во проектот, пред се за компанијата која што ја представува Амфенол. Ова е една многу важна работа, да можеме да ги претходно спремиме нашите потенцијални нови вработени, да може да поминат преку овој тренинг центар и да трае тој период на адаптација. Мислам дека веќе се одомакинивме во СОУ Гошо Викентиев, благодарност до раководството и до целокупниот персонал во Гошо Викентиев. Мислам дека сме веќе партнери, секако дека се осеќаме, чувствуваме како дома, а и тие секако во нашата компанија. Мислам дека оваа соработка веќе е толку интензивна и толку блиска што би можела да ја посака било која компанија. Јас сум задоволен за сето тоа и голема благодарност до нив и голема благодарност до Швајцарската агенција, така да мислам дека ова е еден вистински проект кој што треба да го следат и другите. Према договорот ние мислам дека имаме врска некаде околу половина од кандидати да бидат вработени. Ние земаме обврска и гарантираме дека сите кандидати ќе бидат вработени кои што успешно ќе поминат оваа обука и кои што ќе покажат солидно интересирање и залагање и примерен однос. Така да ние очекуваме дека тие сепак не знаат премногу и немаат некои вештини, меѓутоа вештините ќе ги стекнат и во текот на работењето кај нас. Најважно е дека тоа што е основното, дека го поминале овде и дека се гледа интерес и залагање за напредување. Нашите лица кои што сега се дојдени на едукација се возрастни луѓе, иако во самата структура има и наши ученици, поранешни ученици. Станува збор за интересна идеја да се едуцираат до крајност, за да можат директно да бидат подготвени за работа во Амфенол. И лично и ние сме задоволни од самата соработка со Амфенол. Добро е што има негување на таков однос и се надевам дека истото ќе биде добар пример за сите други компании на локално ниво да може да дојдат и да почнеме со евентуална соработка. Што се однесува до начинот на организација, целокупната агенда ќе се спроведе во рок од 4 недели. Една недела се лицата кај нас на едукација, потоа одат во Амфенол. Всушност тоа е директно привикнување на лицата за подготвување практично за самиот работен процес. Швајцарската агенција за развој и соработка преку проектот Образование за вработување во Северна Македонија ги поддржува најдобрите практики на соработка помеѓу компании и приватен сектор и помеѓу средни стручни училишта. Станува збор за една од најдобрите практики кои што ги видовме на терен во Република Северна Македонија и сметам дека овој пример може да послужи за многу компании од Републиката во соработка со други средни стручни училишта да можат да развијат кадри кои што ќе им бидат потребни на компанијата, а од друга страна и ќе бидат задоволни самите лица кои што ќе следат обуката, ќе бидат задоволни од нивното добиено вработување. Она што е посебно особено битно е што во овој случај ние имаме перфектна соработка помеѓу компанија и средно стручно училиште, каде што сепак двете институции, да речеме, односно двете единки ги задржуваат оние функции кои што им се битни, на училиштето да образува лица, на компанијата да вработува за да создава профит. И од двете страни очекуваат резултатите и ефектите од соработката да испливаат на површина за краток временски период, но тоа се покажа и досега од неколку годишната соработка на училиштето со оваа компанија.